بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах субханаху ва таала, нашиот Господар, нашиот Создател, кој ни овозможи да ја дочекаме последната третина од Рамазан и Шериф. Од овој рамазански маратон. Секако дека Рамазан и Шериф е највреден месец. Улемата вели, особено се вредни последните 10 дена од Рамазан. Ти имаат посебна вредност, посебно значење. И како што бележи има муслимот Аиша радијаллаху анха, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем се трудел, се активирал, се ангажирал во последните 10 дена од Рамазан, што тоа не го правил во друго време. Значи, Аллаховиот пејгамбер саллем особено се активирал во последните 10 дена од Рамазан, што тоа не го правил во друго време. Ова ни покажува, драги браќа и ценети сестри, дека ние влегуваме во последниот круг од ова рамазанска трка. Свесни дека последниот круг е најважен, бидејќи el-amalu bil-хаватим, рекол пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем, делата ќе се вреднуваат според нивниот крај, според нивната завршница. Па ако ние во последниот круг од оваа рамазанска трка подклекнеме и станеме пасивни, тогаш можеме да бидеме губитници. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, исто така како што кажува неговата сопруга Аиша радијаллаху анха, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزره. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем во последните 10 дена од Рамазан ги оживувал ночите. Ја будел својата фамилија и го стегнувал својот појас, то ест посебно се активирал во послушност на Аллах азза ва џеле. Сега, драги браќа, сакаме да се подсетиме себе си и вас.
како да го искористиме овој преостанат дел од Рамазан Шериф. И зошто Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем посебно се активирал во овие последни 10 дена од Рамазан Шериф. Поради две главни причини. Пејгамбер саллаллаху посебно се активирал во последните 10 дена од Рамазан поради две главни причини. Прва причина е да ја погоди, да ја потрефи ноќта на Кадар. Бидејќи рекол пејгамбер саллаллаху илтемисуха фил ашр ал-авахир мин Рамадан. Ноќта на Кадар, барајте ја во последните 10 дена од Рамазан. Во друго предание, барајте ја ноќта на Кадар во непарните последни денови од Рамазан. А лейлетул кадри хајру мин алфи шаhr. А ноќта на Кадар е повредна од 1000 месеци, што изнесува 83 години и 4 месеци ибадет. Па да ја потрефиме ноќта на Кадар, од нас бара да бидеме континуирано, да бидеме постојано овие 10 дена и ноќи посебно активни. Тие 10 ноќи почнуваат од 21-та ноќ до 30-та ноќ од Рамазан, ако Рамазан имаме 30 дена. Да се потрефи ноќта на Кадар, тоа е, драги браќа, голем успех. Бидејќи 2 рекати во ноќ на Кадар вреди како да си клањал 2 рекати 83 години и 4 месеци. Садака во овие 10 ноќи ја потрефиш лелетул кадар вреди како садака поделена 83 години и 4 месеци. Кој е било дело кое ќе го направиш во ноќта на Кадар е повредно од 1000 месеци. И затоа Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем ни порачал нам, на умметот негов, да се потрудиме, да се активираме, да овие последни 10 дена, а особено ноќите, да ги искористиме во ибадет на Аллах азза ва џелле. И затоа пејгамбер салаллаху алейхи ва селем ахја лейлаху, ноќите ги оживувал. Ги оживувал не како нас, драги браќа, по шетање по улици, по пиење кафе, по гостување, туку ги поминувал во оживување на намаз, во оживување на зикр на Аллах азза ва џелле, во оживување на читање на Куран, во оживување на дружење со Аллаховата книга и со правење на добри дела. Во ајкада ахлаху, и ја будел својата фамилија, што јасно ни става до знаење колку е вредно да ја разбудиш фамилијата и да се молите и да се клањате заедно. Зарем не е парадокс да човек влезе во џеннет, а неговата фамилија во џехеннем? Ку анфусакум ва ахликум нара. О верници, чувајте се себе си и вашите семејства од џехеннемски оган. Па затоа пејгамбер селем ја будел својата фамилија заедно да клањаат. Дури во хадис кој го бележи Абу Давуд, а хадис е добар, е потврден од пратеникот салаллаху алейхи ва селем, рекол Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, инна раджул, навистина кога човекот јакуму ахлаху, фајакумани, фајусалијани, кога човекот ќе разбуди својата фамилија и заедно станат да клањаат, сопруг и сопруга, маж и жена, кутиба мине закирин ва закират. Аллах азза ва џелле нив двајца ги запишува во оние кои Аллах многу го спомнуваат и од оние кои многу го спомнуваат. Аллах азза ва џелле во Куранот ветува وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.
А'адда Аллаху лахум магфиратан ва аджран азима. Оние мажи кои многу го спомнуваат, се сеќаваат на Аллах, и оние жени кои многу се сеќаваат и го спомнуваат Аллах, а'адда Аллаху лахум, Аллах за нив припремил опрост, прошка и огромна награда. Па зарем не посакуваме опрост, простување на нашите гревови? Зарем не посакуваме огромна награда која само Аллах азза ва џелле ја знае? Таа огромна награда е џеннет, драги браќа. Во хадис кудси: а'адату ли ибади as-салихин ма ла айнун раат вала удхунун самиат вала хатара ала қалби башар فاكروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وحديث قدسي вели الله عز وجل: ја за моите робови, послушни робови, покорни робови, припремив око што не видело, уво што не слушнало, ниту човечки разум или срце тоа може да го дофати, да го свати. Читајте, ако можете, курански ајат: фала та'ламу нафсун, и човечката душа не знае какви скриени радости ја очекуваат кај Аллах субханаху ва та'ала, џазаан, награда за она што го работеле, за она што го правеле. Значи, драги браќа, мораме да работиме, мора да правиме добри дела, мораме да се активираме, да постигнеме таа огромна награда, а тоа е џеннетот. Во друг хадис, исто така потврден, рекол пејгамбер селем: рахим Аллаху мриан, Аллах да му се смилува на оној човек кој стане преку ноќ да клања, фанедаха фи веџхи зауџетихи, и земе вода и фрли во лице на жена, со цел да ја разбуди да клањаат заедно ноќен намаз. И Аллах да и се смилува на таа жена која стане преку ноќ да клања, па го испрска со вода својот маж во лице и заедно да клањаат ноќен намаз, или да се молат, или да зикрат. Затоа, драги браќа, вие кои ја посакувате својата фамилија, сите сте одговорни и сите посакуваме добро и на дуња и на ахирет, бидејќи нашата среќа зависи од среќата на нашето семејство. Па немој да дозволите да вие се молите, а вашите семејства спијат. Немој да дозволите Рамазан да помине, вам да ви биде простено, а на вашите семејства не. Активирајте се заедно, бидете помошници и мажот и жената и децата, заедно. Овој Рамазан да го искористиме во полна пареа, да постигнеме Аллахово задоволство. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ وَجَدَّ, вели Аиша. И посебно пејгамбер го врсувал својот појас и се активирал. Улемата вели, тоа значи дека пејгамбер со селем посебно се ангажирал, а може да значи дека тие 10 дена не спиел со својата фамилија. Сака да каже дека се изолирал од жените за да му се посвети на својот Господар Аллах субханаху ва та'ала. Ова е примерот на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем. Ова е начинот на кој треба ние да го следиме. Значи, пејгамбер алейхи селем се трудел со овие начини на труд и ангажирање да ја потрефи, да ја погоди ноќта на Кадар. Исто така нашиот пејгамбер со селем поради вредноста на овие 10 дена и ноќи, последни од Рамазан, кане ја'текифу фи л'ашри л'авахир. Пејгамбер алейхи селам влегувал во итикаф. Итикаф значи хапсу нефс. Значи да се затвориш во џамија овие последни 10 дена, 10 ноќи и без да излегуваш надвор по дуњалучки работи, да се фокусираш, да се ангажираш, да се посветиш на ибадет на Аллах азза ва џелле, и тоа се вика итикаф.
И тоа го правил секоја година по 10 дена. А таа година во која преселил на ахирет, пејгамбер селем бил во итикаф 20 дена. وَكَانَ يَعْتَكِفُ أَزْوَاجَهُ بَعْدَهُ. И вели, и неговите жени, после неговата смрт, и тие влегувале во итикаф. Значи, итикаф, тоа е за жал, кај нас, занемарен суннет, и ретко го имаме, освен во некои џамии, да човек 10 дена се затвори во џамија, неговото семејство му носи сифир и ифтар, и тој 10 дена е само во џамија, освен ако има некоја етиза, некоја силна потреба да може да мора да се тушира и слично. Тоа е итикаф. И втора причина зашто пејгамбер салаллаху алейхи ва селем се активирал во овие последни 10 дена и ноќи од Рамазан е бидејќи споменавме ел амалу бил хаватим. Делата ќе бидат наградени според нивниот крај. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем: "Иза арада Аллаху би абдихи хајран асселаху." Кога Аллах аззе ва джелле му посакува добро на еден свој роб, го ангажира, го активира. Асхабите, другарите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем праша: "Ја Расулаллах, кајфа асселаху?" Како го ангажира? И вафикуху ли амалин салих. Аллах го патува на добро дело пред неговата умирачка. Пред да пресели на ахирет, Аллах ти го отвара срце, ти ја отвара душа да правиш добри дела и на крајот да завршиш правејќи добри дела. Бидејќи многу е важно да човекот ја напушти оваа дуња во состојба на постач, ја напушти оваа дуња со ла иляха илаллах Мухаммед Расулуллах, ја напушти оваа дуња одејќи за џамија или во намаз, ја напушти оваа дуња вршејќи некој хајр или добро дело во посета на роднина, или ја заврши оваа дуња излегол да печали халал заработувачка да донесе на својата фамилија. Затоа, драги браќа, овие 10 дена и ноќи се многу вредни, па затоа не дозволете да ви поминат безполезно, безкорисно, туку ангажирајте се максимално, молете го Аллах аззе ва джелле: "Аллахуме иннека афувун тухиббул аффа фаъфу анни." О Аллах, ти кој си простувач, ти кој го сакаш простувањето, прости ми мене, на моите блиски, на мојата роднина, на целиот уммет. Аллахуме атик рикабена минен нар. Аллах, ослободи ни од џехеннемскиот оган. Аллах, ослободи ни од џехеннемскиот оган. Аллах, ослободи ни од џехеннемскиот оган. Затоа, драги браќа, го молиме Аллах субханаху ва таала да ни даде кувет, да ни даде сила да ги искористиме овие последни 10 дена и ноќи од Рамазан со ибадет, со дела кои Аллах аззе ва джелле ќе биде задоволен, иншааллаху таала, и да го дочекаме Рамазански бајрам како победници, како оние кои успеале да им се простат греови и да влеземе во врата Бабу Рејан, дженнетска врата, посебна наменета за постачите. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.